Почитувани наши, добре дојдовте на програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Денес е 29 септември 2025 година. Оваа програма се емитува од Мелбурн. И денес имаме нешто посебно за вас, настан за кој би сакала да се подсетиме, бидејќи тој настан се одвиваше овде во Мелбурн и се работи за нашиот народ, за нашиот идентитет, за нашата историја. Настанот или кој што се случи во 2018 година, поточно на 4 март, е снимка која што ќе ви ја прикажам јас, снимка која што ја произведе Јулијана. Насловот на снимката е на англиски The Macedonian Community of Victoria on the occasion of the protest. We are Macedonians standing in defense of Macedonia. Предлагам сега да го проследиме тој настан преку ова видео и благодариме на Јулијана за можноста да го споделиме ова видео со вас. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, плачам за војводата капидано. Почитувани македонци и македонки, почитувани пријатели на македонскиот народ. Како прво, би сакал да ве поздравам сите вас и да ви се заблагодарам за вашето масовно присуство денеска, кај што се собраме сите како еден во одбрана на нашата мила татковина Македонија, која на жалост е окупирана од странски мешетари и од внатрешни предавници. Јас си мислев дали да пишам говор или не, во минатото имам многу пати зборвано и денеска си реков ќе ви зборвам директно од срце, како што чувствувам, затоа што сум толку загрижен за обстанокот на нашата нација, на нашиот народ, на нашиот идентитет, на нашиот јазик и се што е македонско. Истовремено, пред да продолжам понатаму, гледам овде дека имаме пријатели од хрватската заедница, го гледам нивното знаме и поздравувам и благодарам за нивната поддршка денеска. Исто сум известен дека тука имаме пријатели од турската заедница, благодарност до нив. Видов знаме од Руската федерација, благодарност и ними. Браќа и сестри македонци, се сложвам со сите претходни говорители и сакам да зборвам на една поинаква тема. Со години, јас како активист, заедно со сите мои соработници, заедно со сите вас, македонци, кои си ја сакаме Македонија од душата и од срцето, ние сме собрани овде денес да ја одбраниме Македонија, затоа што по мое мислење, Македонија во својата долгогодишна историја никој пат не била позагрозена како што е денеска во овие моменти.
во минатото не делеле со букурешки договори, со разни договори, без наше присуство, драги браќа и сестри, и без наша согласност. Кога видоа странските мешетари и дискриминатори, фашизоидни, така наречени лидери на така наречениот цивилизиран свет од Запад, кои сакаат да се представат, тие се само наречени за мене, денеска тие сменаа својата тактика и пробаа со пари да подкупат предавници, сребролюбци во Република Македонија и во окупираните делови на Македонија и пробаат однатре да го присилат и да го принудат македонскиот народ да се сам укини, да потпиши капитулација. Браќа и сестри македонци, доколку ние не застанеме во одбрана како што денеска ние застанаме, како што во целиот свет денеска ќе застанат сите македонци, да си ја браниме нашата Македонија и да му клаиме крај на овие лудости што се случува во Македонија. И слушав предходните говорители. Сите нарекоа владата на Република Македонија. Јас не сум еден од тие, јас секој пат инсистирам. За мене ова не е легална влада и секој па ја условувам како така наречена влада, продадена за пари, инсталирана од Европската унија, Америка, Обединетите нации, на жалост и тие подклекна. Кај се правата на македонците во окупираните делови на Македонија? Само од Македонија бараат отстапки, само од Македонија ни се качија на главата со тие малцинства таму. Денеска тие диктираат во Македонија. Денеска во Република Македонија, драги браќа и сестри, македонскиот народ е дискриминиран во иста мерка како што е дискриминиран и во поробените делови на Македонија. Имаме ние денеска насилие таму, имаме ние темница, имаме ние, на жалост, медиуми и меѓу нас овде, што како папагалии повторват тие, да речеме, од европската заедница, мешетарите што идат таму во Македонија ќе дојдат и еднаш името наше не го спомнуваат туку. Вашата земја, вашата земја, вашата земја, како ние да сме безимен народ и сите тие работи. А нас ни прва на нашиот македонски добродушен народ и миролюбив народ кој сака да му подај рака на секој еден и да живее во мир и љубов. Тие искористуваат нашата доброта, на жалост, и манипулираат. Кај се истите норми да и побараат од Грција, од Бугарија, од Албанија, пикна Албанија во НАТО, да речеме, уште има крвна одмазда во Албанија. Нека не ми се лутат пријателите од албанската заедница, ама тоа е точно. Нека видат таму 30.000 албанци живеат дома и му е страв да излезат надвор од тито. Какви се тие европски вредности кои и лажат и манипулираат браќата и сестрите во Република Македонија, дека тие се европски вредности. Во Европа нема никакви европски вредности. Што му направија на каталонците таму? Каталонците кои се исто како нас, што се домороден народ, се окупирани од Шпанија. Кај се баските, кај се корзиканците, кај се и сите други народи кои се обесправени. Молчат за сите ними, а го најдоа нашиот народ, го дојсоа таму Сорош, USAID и сите да ја финансираат и нашите продадени души таму да ни ја продават државата, да сакат да ни го менат името, да сакат да ја федерализираат, му подкрекнуваат на тие терористи и криминалци. Денеска Македонија е за подсмев, на жалост. Влада и корупција, влада и мафијашки режим. Тоа е хунта во Македонија. Гледаме дека некои го избоди едно дете среде бел ден со ножој. Никој не одговори за тоа. Уште го барале. Како го барале? Сите имаат видео. Полицајката ја истепаа таму и на крајот излезе тој предавникот Спасовски да речи дека таа сама се удрила. Значи сама се повредила таа. Ќора беше или слепа, се повреди. Кому му фрлат пепел во очите? Браќа и сестри македонци, да не одолжувам многу, знам дека доста се наслушавте. Јас сакам да го привршам мојот говор со силни пораки до хунтата во Македонија. Да и тргни рацете од македонското име, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, да се повлечи од предавничкиот договор со фашистичка Бугарија, која беше окупатор во Република Македонија.
Да не се лажиме, браќа и сестри. Тие ја окупира Македонија и не ја признават Македонија. Не го признават македонскиот народ, македонскиот јазик и ни продаваат магла таму дека тие ќе ни биле мајка црква. И ту во тој контекст и повиквам нашите свешеници овде кои стојат пред мене да се спротистават на нашиот синод кој срамежливо молчи и не се спротистави и на сите овие предавства молчат. Сега е времето. Македонската црква од секој па го зачувала македонскиот идентитет, јазик, нашата култура и треба да го води македонскиот народ. Црквата е народот. И јас му благодарам. Јас знам дека свештениците тука си имаат своји надлежни и не е толку лесно да се спротистават. Но истовремено, исто така знам дека како македонци тие треба да го кренат гласо како што го креваме ние и јас му благодарам денеска што излегува со нас. Истовремено и поздравувам браќата и сестрите во Република Македонија, кои некни браќа и сестри македонци на 15:0 во најголемиот студ излегува таму во одбрана на Македонија, знаејќи условите дека му се прави саботажа, му се прави закана по живот, се бркаат од работа, како што рекоа претходните говорители. И сепак дојдоа илјадници таму, дојдоа 50.000 народ да зборват, да се спротистават на овие криминалства што се прават во нашата земја и предавства. Но, на жалост, медијата која е платена од Сорош таму и сликаше во нозете за да представи дека биле само 1000 или 2000, па на жалост и одредени медиуми овде кај нас, како папагали повторват биле толку онуку, ако беа во Атина беа 40.000 овде и каза 90.000 или 100.000. Срам би брука. Ве поздравувам и сакам една исто порака да ви кажам, браќа и сестри македонци, нашата борба сега започнува. Ова е голем срам и брука и треба сите да се спремни да ја искористиме ова денешна енергија и ова присуство на нашите родолюби, патриоти кои денеска дојдо. Знам дека и други сакаат да дојдат, али може од обврски не можеа да дојдат. Да се обединиме сите заедно и да се бориме и да лобираме за Македонија. Благодарам, да живее Македонија и македонскиот народ. Ете, почитувани наши гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска, ви го пренесовме говорот на господинот Ацо Талевски, наш добропознат и ценет член на македонската заедница во Австралија. Говорот беше одржан на 4 март 2018 година како дел од протестот што се одржа во Мелбурн, Австралија. Нека ова биде подсетување и потик за сите во Македонија и светот за обединување и за борба за своја независност на нашиот народ, историја, јазик и култура. Да не дозволиме историјата да се повторува, туку да сериозно седнеме и размислиме и превземиме мерки за тоа што ќе се случи во иднина. Каква Македонија ние сакаме? Каков народ сакаме? И многу други нешта. Кој е нашето место во светот? Каква улога ќе играме? И да не чекаме од други да ни даваат врака разноразни финансиски подкрепи со цел да ја купат нашата согласност, дали тоа се Европската Унија или пак САД или пак некоја друга земја која што претендира дека е така наречен стратешки партнер на Македонија. Немојте да дозволите, ве молиме, ние од Австралија и од диаспората, не дозволувајте, како што рече господинот Талевски, да ве држат се уште во таа темница и да зависите од нив. Ние сме овде независни во Австралија и луѓето што живеат во други делови во светот се исто така независни и ги гледаат работите на поинаков начин. Од наша страна ја имате целосната поддршка
за она што мислите вие, треба да го превземите. Вие сте таму, морате да превземите мерки. И ја имате, како што реков пред малку, нашата подкрепа, нашата поддршка. И јас ви благодарам за вашето внимание. Уште еднаш да повторам, тоа беше Мелбурн протест 4 март 2018, а денес е 29 септември 2025 година. Говорот беше на господинот Ацо Талевски, наш добро познат и ценет член на македонската заедница, мошне, активен, се уште, иако е во пензија, меѓутоа во години уназад неговата активност беше нешто невидено, нешто кое што слушнавте самите, кој што зборуваше од срце, како што рече и самиот тој, и колку си ја сака својата земја, својот народ. Така да, од мене Силвана Павловска, ја ви благодарам за вашето внимание денес и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат за уште друга образовна, интересна, научна емисија. Уште еднаш ви благодарам и ви посакувам се најубаво.